Среда, 6 ноември, кратки вести во 12 часот. Започнуваат свеченостите по повод 80 годишнината од ослободувањето на Охрид. Вечерва во Центарот за култура Григор Прличев ќе бидат отворени изложбите на Нина Ангеловска и Славко Упевче, пошто ќе следи Свечената академија. Утре јавното предпријатие Охридски комуналец и детската градинка Јасна Ристевска ќе ги одбележат патронатите. Ќе започне Охрид Флај фестивал, Европски куп во параглайдинг, а концерт ќе одржат и учениците од основното музичко училиште Методи Патче. Свеченостите ќе бидат заокружени во петок и сабота со промоции на 2 книги. Нивото на водата во Охридското езеро и натаму се намалува и е под просекот за овој период од годината, според последните мерења на Управата за хидрометеоролошки работи. Водостојот е на кота од 693,14 метри надморска височина, што е за 15 сантиметри под просечното ниво за овој месец, 3 под природната кота и само 4 сантиметри над минимално дозволеното ниво. Нискиот езерски водостој предизвика од препознатливиот символ на градот Охрид, билјанините извори, веќе подолг период да не тече вода. Идентична состојба во овој период имаше и изминатите години. Во тек се градежни активности за изведба на канал за атмосферски води во селото Велгошти. Со ова се решава проблемот на жителите со поплавите што настануваа при секој поголем дожд во Велгошти, велат од локалната самоуправа. Согласно проектот, предвидено е на истиот потек по завршување на овие да започнат активности за замена на старата и дотраена водоводна линија со нова, пошто ќе следува поставување нов асфалт на целата улица. Времето денес претежно сончево со мала локална облачност, дува слаб до умерен јужен ветер. Максималната температура во Охрид до 14 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.